Среда 11 февруари, кратки вести во 12 часот. Работиме на долгорочна и одржлива заштита која ќе го зачува статусот на Охридскиот регион на листата на светско наследство. Со конкретни чекори да ја оправдаме довербата и да го заштитиме нашето природно и културно богатство. Ова меѓу другото го истакна градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков на средбите со високи представници на УНЕСКО во Париз. Потенцира дека сме подготвени за продолжување на соработката со Албанија бидејќи езерото бара заеднички пристап. УНЕСКО пак бара конкретни докази, а не ветувања. Посетата во Париз може да создаде простор за маневрирање само ако веднаш следат непопуларни, но неопходни одлуки, од замрзнување на планови и стопирање спорни активности до расчистување дивоградби и заштита на чувствителните зони. Измените во правилникот за урбанистичко планирање ќе стимулираат изградба на големи хотели вон градови, надвор од заштитени подрачја, национални паркови и од заштитената зона од УНЕСКО во Охридскиот регион, велат од Министерството за транспорт по одржаната јавна расправа. Предложените измени во правилникот за урбанистичко планирање имаат за цел да го поттикнат развојот на туризмот, енергетскиот и здравствениот сектор преку создавање на услови за нови инвестиции, за поефикасно планирање и искористување на просторот. Водата од Струшкиот водовод е здравствено небезбедна за пиење поради многу висока заматеност во изворот шум и низ сите мерни места низ градот. Првичните анализи на Центарот за јавно здравје Охрид покажуваат дека заматеноста е 28,56%, а максимално дозволена концентрација е 1,5%. Според најавите, денес повторно ќе бидат земени мостри од изворот за испитување, а резултатите се очекуваат во текот на утрешниот ден. Потребно е механичко чистење на резервоарите и поголема количина хлор. Времето денес променливо облачно, дува умерен југоисточен ветер, максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.